Здраво на сите љубители на античката литература. Јас сум Даниела Тошева, професорка на катедрата за класични студии на Филозофскиот факултет. Меѓу другото предавам античка лирика и во оваа видео презентација ќе ве запознаам со некои термини што се однесуваат на лириката и на музиката, како се тие поврзани и како се дефинираат во античкиот контекст. Кон крајот на презентацијата очекувам да откриете кои се овие девојки на насловната страница. Кога станува збор за хеленската лирика и книжевноста воопшто, нужно е да се каже нешто и за инспирацијата. Природата на инспирацијата кај древните хелени имала двојна природа, која може да се препознае и кај Хомер, додека Платон и Аристотел експлицитно зборуваат за неа. Ова е извадок од Закони од Платон, каде вели дека музиката е дар од боговите кои се смилостивиле над човечкиот род, по природа намачен, па на луѓето им одредиле одмор од напорите и трудот, смена на празници во слава на боговите, па им ги дарувале како празнични содржници музите Аполон, вождот на музите, и Дионис со цел да го подобрат начинот на живот во празничните слави во заедница со боговите. Според Платон, овие наведени божества, музите Аполон и Дионис, се три различни хорови кои учествуваат во образованието на луѓето, почнувајќи од музите на кои им пее детски хор, потоа Аполон чиј хор е составен од 30 годишници, кои ќе ги обдари младите со кроткост, а на крајот се Дионисовите хорови составени од постари луѓе кои ќе ги раскажуваат митовите за хероите и нивните подвизи и собитија, обземени од божествен занес. Тоа се трите различни хора кои представуваат два типа инспирации, велам два, бидејќи музите се придружнички на богот на богот Аполон, се извинувам. Тие се представени како две различни, но и спротивставени можности за инспирирање на поетот. Тоа се аполониска инспирација и дионисиска инспирација. Затоа имаме аполониска уметност и дионисиска уметност. А кои се нивните карактеристики ќе ги видиме на следниот слајд. Во старогрчката митологија, Аполон е представен како бог на мерата, културата, разумот, односно на логосот, а Дионис е бог на распуштеноста, веселбата и бакханалиите. Ова спротивност и спротивставеност на двата типа инспирации се рефлектирала и во митовите, каде што е представена во вид на судир кој на крајот се решава. И разликите може да ги видите на табелата. Придружничките на богот Аполон се музите, од каде и доаѓа терминот музика. Та мусика значи се она што е под покровителство на музите, кои што се покровителки на уметностите и на науките. Додека придружничките на Дионис се бакхите или со друго име мајнади, тијади, разулавените, за кои зборува во видеото што се однесува на античката драма. И сатирите кои исто така се суштества кои се поврзуваат со дивината, тие се надвор од цивилизацијата. Едниот ни е олимписки бог, другиот е полубог, чија мајка е тебанската принцеза Семела. Значи, бројни се нивните разлики и оваа спротивставеност меѓу двата бога најверојатно ја покажува грчката перцепција кон нив. Во многу нешта тие ги гледале Аполон и Дионис како спротивставени, но и комплементарни еден со друг. Обајцата се синови на Зевс. Тие се вечно млади, иако во архајскиот период Дионис е представен како бог со брада. Тој во подоцнежната иконографија е представен како феминизиран млад бог. Значи ја нема брадата и е младолик. Обајцата се поврзани со изменетата состојба на умот. Аполон е со пророчкото обседнување, а Дионис со екстазата на танцот и на песната. Обајцата ја имаат својата музика,
Аполон лирата, а Дионис екстатичните звуци на авлосот и на ударните инструменти, за кои зборува и Аристотел во Политика во 8 глава, 8 книга. А што означува самиот збор лирика, сега ќе видиме на следниот слайд. Терминот лирика во антиката се однесува на сето оно што било пеено во придружба на инструментот лира. Но поетот, лирскиот поет, не се нарекува поетес, туку пеач, аоидос. Зошто? Затоа што лирската поезија се пеела. Ако зборуваме за лирска поезија во потесна смисла на зборот, се пее во придружба на лира или некој друг таков жичен инструмент. Што опфаќа во временски рамки? Го опфаќа архајскиот и класичниот период. И многу важно, лириката, како и епската поезија и драмата, значи трите книжевни рода од антиката, се раѓаат од содејството меѓу говорот, музиката и танцот, значи логос, хармонија и ритам. Илустрацијата на претходниот слайд е дел од еден сад наречен Килика. Го гледаме Аполон, што седи на стол, држи лира со едната рака, а со другата рака лее жртва лејанка од садот. На главата носи венец од лавров лист и го придружува црн гавран. Терминот лирика почнува да се употребува кон крајот на 18 век и почетокот на 19 век. Тоа е период кога се дефинираат веќе постоечките видови поезија, епика, лирика и драма, и во текот на 19 век оваа тријада влегува во класичната филологија. Терминот лирике техне, вештина на пеење во придружба на лира, е нововековна кованка, како впрочем голем дел од научната терминологија. Иако се тоа грчки зборови, сепак, како такви, не постојат во антиката, значи не се тоа автентични, туку се преземени во нововековието со цел да се востанови некаква научна терминологија. Значи, оваа нововековна кованка е измислена по аналогија на термините поетика, авлетика, реторика и така натаму, за да означи еден книжевен род кој ги интегрира сите оние поетски облици што не влегуваат во епската и во драмската поезија. Тоа значи дека под лирика влегуваат и оние поетски облици што ја надминуваат етимологијата, односно оние што не се пеат или не се пеат во придружба на лира. Но тоа е пошироката смисла на терминот, која се употребува во 18 век. Денес, паралелно, се употребува и пошироката и потесната смисла на зборот, која ги исклучува двата главни рода, елегија и јамб, додека пошироката употреба на терминот ги вклучува. Античката лирика како книжевен род е широк поим и опфаќа повеќе лирски видови, но ова што го гледаме со црвените букви е поделба според периоди прво, кои што се опфатени во изучување на предметот античка лирика на катедрата за класични студии. Значи, прво имаме хеленската лирика, тука се основите, и тоа е периодот од 7 век пред нова ера до 4 век пред нова ера апроксимативно. Тоа се архајскиот и класичниот период од хеленската историја и тука се влегуваат лирските видови елегија, јамб и мелика. Меликата од своја страна се дели на монодија и на хорска мелика. Временски следува после тоа хеленистичката лирика, тоа е по смртта на Александар Велики до освојувањето на Египет од страна на Рим. Тоа е 31 година пред нова ера. Таа во голема мера се темели на претходниот период, но карактеристично за хеленизмот и за хеленистичката книжевност генерално е иновација и мешање на жанрови и свртување кон оно што било маргинализирано во претходниот период.
Потоа следува римската лирика, која исто така се темели на хеленистичката лирика, значи посредно на хеленската, но има своји карактеристики кои што се обележи на периодот. И тука се опфатени повеќе поети и внатре во самата римска лирика имаме поделба, која што ќе биде тема на некој од следните видео презентации. Секој лирски вид, а тоа се јамбот, елегијата и меликата, се има свој контекст на прикажување. Значи, тоа не е нешто што се чита интимно, осамено, туку е нешто што припаѓа на колективот. Но тоа може да биде симпозиум. Симпозиум не значи исто во антиката и денес. Симпосион значи собирање, дружење, каде што заеднички се пие, меѓутоа се прават и многу други работи. Или пак може да биде јавен настап, како што е некаква слава, фестивал во чест на некое божество. За јамбот е карактеристично, а исто и за елегијата, што не се пеат, туку се рецитираат, но имаме придружба од инструмент, обично авлост. За елегијата е карактеристичен јонскиот дијалект. Таа може да биде прикажана и на симпозиум и на јавен настап, додека јамбот само на јавен настап. Меликата, од друга страна, таа се пее, не се рецитира, во придружба на лира или некој друг жичен инструмент. И може да се прикажува или на симпозиум, или на некој фестивал, во зависност од тоа каква е содржината и на кое божество се посветува. Дојдовме до крајот. 9 девојки од насловната страна, тоа се 9 музи, заштитничките на уметностите и на науките. Тоа се тие на кои поетите им се обраќаат на почетокот на своите пеења, за да им дадат инспирација, за да го опеат она што треба. Хомер и во Илијада и во Одисеја се обраќа на музите. Во Илијада вели «Мени наидет хеја», гневот Божице спегом, додека во Одисеја вели «Андрамој енепе муза», мажот опеми го музо. Она муза на која се обраќа Хомер е Калиопа, таа што има убав глас, значи заштитничката на епската поезија. Пред се. 9 музи, тоа се, како што реков, Калиопа, Талија, Уранија, Мелпомена, Полихимнија, Ератом, Клио, Ефтерпа и Терпсихора. Тоа беше се за оваа видео презентација. На последниот слайд може да ги видите само музичките инструменти, жичени инструменти кои што се употребувале во лирската поезија. До гледање!